последните податоци на УНХЦР, до крајот на минатата година над 108 милиони луѓе во светот биле принудно раселени. Мнозинството од бегалците се згрижени во земјите од развој, односно 76% од нив. Најголемиот број на илегални мигранти кои што влегуваат во Европската унија се преку западно-балканската рута. Која е причината за зголемениот број на илегални премини и колку здруженијата со поголема акција за превенција можат да сторат нешто повеќе на оваа тема? Разговараме со директорот на Мари Сашко Куцев, станува збор за регионалната иницијатива за миграција, азил и бегалци. Добро утро и добре ни дојдовте, господине Куцев. Добро утро и ви благодарам на поканата. Пред 13 дена, ако не грешам, точно на 20 јуни се одбележа меѓународниот ден на бегалците. Ние не случајно отвараме денеска оваа тема, бидејќи сметаме дека токму за илегалното преминување на границите треба да се говори 365 дена во годината, што го причинува и што можат државите да сторат за се во ова. Од информациите кои што ги имаме е дека бројот на илегални премини во 2022 беше зголемен во однос на 2021. Какви трендови се бележат оваа 2023? Што се однесува до статистичките податоци за илегални и ирегуларни преминувања на регионот на Западен Балкан, да, во право сте, во 2022 се бележи пораст од околу 145% во однос на 2021 година. Меѓутоа, ова зголемување, кога говориме за ова зголемување, мора да имаме во предвид дека 2021 и 2020 беа години на корона, кога движењата во регионот беа намалени, редуцирани, кога меѓународниот транспорт на стоки и лица беше во застој, и затоа компарацијата 2022 со 2021 покажува дека бројките се енормно зголемени. Односно, доколку споредиме со 2015 и 2016, 2022 е година со најмногу регистрирани илегални преминувања. Но кога говориме, ако ги видиме податоците за 2023 година, ќе забележиме намалување. Трендот оди надолу. Според податоците со кои јас располагам за Република Македонија, во првите 3 месеци се бележи пат во однос на првите 3 месеци од минатата година, односно оваа година се регистрирани во првото тромесечие околу 1800 обиди за илегално преминување на државната граница, додека во истиот период минатата година бројката е 2200. Затоа ќе зборуваме малку подоцна, но што ме интересира кога станува збор за причините зошто граѓаните се раселуваат, војните действија, економската нестабилност и климатските промени кои што носат глад се наведени како главни 3 причини. Има ли попатни? Да, целосно се согласувам дека тоа се главните причини. Сепак треба да имаме во предвид дека во светот постојат малцински заедници кои што трпат насилство, поради тоа што се такво малцинство и принудени се да ги напуштат своите домови и да барат подобро место за живење. Но, ако ги видиме трендовите кои што постојат, 2015 и 2016 Сирија, односно државјаните од Сирија беа главните мигранти кои што поминуваа низ регионот, секако тоа причина беа воените действија, со промената на режимот во Авганистан, исто така бројот на афганистанци се зголеми во регионот, но сега во последно време мислам дека најголема причина се економската состојба во државите на потекло. Ги споменавте премините на нашата граница во однос на трендовите бележиме зголемување низ годиниве или? Да речеме ве споредено со 2022. 23-та има намалување? Да, намалување во однос на 22-та. Тоа е регистрирано и од Фронтекс во официјалните извештаи и Фронтекс го регистрира како појава на намалување. Бројни причини се. Една од причините е поефикасното делување на службите кои што се задолжени за обезбедување на државната граница. Поратаму, една од причините е и оскладувањето на визните режими на државите од регионот со тој на Европската унија и сето тоа влијае секако на намалување на бројките. Податоците во однос на премините на границата, особено преку западно-балканската рута, велат дека генерално еве и Македонија е само транзит, зона до посакуваната дестинација. Дали фактичката состојба е таква? Да, тоа се потврдува. Особено за Република Северна Македонија дека е попатна дестинација, транзитна зона каде што мигрантите поминуваат. Постои задржување и најголем број на заглавени би рекол мигранти во Србија и во Босна и Херцеговина.
Меѓутоа и таму бројките се намалуваат, што значи дека целиот регион на Западен Балкан представува транзитна зона. И мигрантите слушаме на информативните изданија изминатиот период на секаде и низ светот дека се многу покреативни во изнаоѓање начини како да ги преминат границите. Какви се методи, господине Куцев, се користат за илегален премин? Видете, кога говориме за преминување на државната линија, односно државната граница, најчесто тоа се прави пеш. Меѓутоа, методите во најголем дел произлегуваат од криумчарите, кои што ја користат моментот и успева да ги прокриумчарат мигрантите од нашата јужна граница на север. Методите се разни, со возила, во товарни возила, преку со возови и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, методите потекнуваат од криумчарите. Еве еден податок ќе ви кажам. Што ги прекинувам, се почесто користат ситуацијата на мигрантите за да профитираат, доведувајќи ги во многу ризична живота загрозувачка ситуација. Еве еден податок, едно истражување кажува дека во декември 21 биле потребни 58 дена во просек за еден мигрант да ја помине западно-балканската рута. Веќе во декември 22 за тоа се потребни 8 дена. Што значи дека времето на задржување на мигрантите во регионот е драстично намалено. Меѓу другото, како одговор на целата оваа ситуација се предложува зајакнување на безбедносните мерки на глобално ниво. Македонија го потпиша договорот за Фронтекс, со што практично Фронтекс е поинволвиран во безбедноста и управувањето на границите во однос на миграцијските текови. Оно што ме интересира, колку соработката и меѓудржавната соработка и комуникација е многу важна во обезбедувањето на границите? Апсолутно е важна. Кога говориме за Фронтекс, треба да имаме во предвид дека Фронтекс не е присутен само во Македонија, Фронтекс е присутен во Албанија, во Црна Гора, во Србија и во Македонија. Во моментот течат преговори со Босна и Херцеговина, но кога говориме за соработката, регионалната соработка е од исклучителна важност во сите области на миграцијата, особено оние кои што Мари како иницијатива ги покрива. Тука би ги спомнал граничното управување, азилот, борбата против трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти и враќањето, односно реадмисијата на мигрантите кои што илегално престојуваат во регионот. Постојат разни модалитети, веќе јасно е дека постои политичка волја за развивање на соработката во рамки на Берлинскиот процес, Брдо процесот, во рамки на ЕУ Западен Балкан, во преговорите ЕУ Западен Балкан во областа на правда и внатрешни работи. Значи, треба само да си има еден проактивен пристап и да се развива. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, мора да подсетиме дека имаше сериозни критики во однос на отсуството на систем за управување со мигрантите, начинот на нивна евиденција во двата прифатни центри на јужната и северната граница, па се до спроведување на постапка за давање на азил. Мора да споменеме дека Мари со својата постојана канцеларија функционира повеќе од 17 години. Сите овие 17 години докажавте дека знаете да комуницирате, знаете да носите добри решенија кои што се добри не само за нашата држава, туку и за регионот. Но она што е важно да споменеме, еве и вие да ни кажете, имајќи го предвид искуството, каков систем на управување со мигрантите ни е потребен? Видите, ние не треба да измислуваме топла вода. Постојат европски регулативи, тука би ја спомнала регулативата за Фронтекс, каде што детално се опишува системот интегрирано гранично управување и тоа е моделот кој што не само Македонија, туку сите држави од регионот треба да го следат. Она што го споменавте како слабост, тоа е исто за целиот регион, е идентификацијата и регистрацијата на мигрантите. Знаеме дека мигрантите во најголем дел доаѓаат без документи и навистина е проблем да се утврди нивниот идентитет и да се регистрира. Меѓутоа, со проектите во рамки на ИПА и преку Фронтекс веќе се градат капацитети за идентификација и регистрирање на мигрантите и во Македонија, но и во целиот регион. Заврши, треба да подсетиме председателството на Македонија со иницијативата Мари. Србија превзема сега. Ние бевме едни од ретките кои што имавме 2 години председателство. Да. И сега да ни кажете какви се заклучоци и какви се одлуки произлегоа од овие 2 години, што се беше постигнато изминативе 2 години? Прво би споменал дека Мари успеа во овие 2 години да организира повеќе од 30 настани на регионално ниво. Се продолжи со така наречената правна реформа и јас навистина сум радосен што успеавме на крај да усвоиме прописи со кои што се зголемува ефикасноста на работа на Мари и се надевам дека со таа динамика ќе се продолжи и во иднина.
За време на вашиот мандат, 5 години беше, коригирајте ме, 5 години, имавте исклучително успешен мандат, кој што завршува на 1 август. Пред какви предизвици бевте исправени изминативе 5 години, пред какви предизвици ќе биде исправен наследникот? Ви благодарам за убавите зборови. Јас продолжив таму каде што застана моите претходници. Значи, прво, она што го спомнав беше императив да се заврши правната реформа, која што веќе беше започната. Понатаму работев на јакнење на капацитетите на МАРИ, а со тој на капацитетите на администрациите кои што се јакни во областа на миграциите и секако зајакнување на соработката со меѓународните организации кои што се присутни во регионот. И тука би ги спомнал ИОМ, УНХЦР, ИЦМПД, Фронтекс и Европската агенција за азил. Кој е првиот совет кој што ќе го дадете на наследничка чинама, директорка Киманова? Следната директорка е господја Снежана Трајановска, која што повторно доаѓа од Северна Македонија, од Министерството за внатрешни работи. Мислам, Снежана е еден искусен професионалец со богато знаење и искуство во областа на миграциите. И мојата препорака било како јас што продолжив таму каде што моите претходници застанаа, да продолжив таму каде што јас застанав. Благодарам за гостувањето, господине Куцев, во Македонија на утро, и за време на вашиот мандат ние имавме успешна соработка. Се надевам така ќе биде и со следната директорка од 1 август. Благодарам. Јас ви благодарам.